Почитуван господин Иларион, почитувани членови на Советот, почитувани сограѓани, почитувани гости, на почетокот да го изразам моето огромно задоволство што после долги години конечно и градот Делчево и општината ќе добијат свој патрон празник, олицетворен во светите духовници и учители Кирил и Методи. На почетокот, пред се мора сите вас да ви информирам за идејата, односно иницијативата која беше покрената од страна на Македонската православна црква, не само за честување на овој празник и восстановување на овој празник во општината Делчево, туку за големиот придонес кој истата ја прави во цела Република Македонија, посебно во источниот дел под закрила на господинот Иларион, и под чија закрила се возобновија, реконструираа и се во изградба голем број на духовни храмови од Македонската православна црква. Токму Синот Божи, човекот кој ще е присутен помеѓу нас по негова лична иницијатива, и Делчево добива ден кој ще ќе го слави, верувам, со векови. Тоа е господинот Иларион, кој што денеска е меѓу нас и би сакал со еден аплауз да го поздравиме. Посебна благодарност би истакнал и до членовите на Советот, кои што несебично, сосема свесно и коректно ја поддржаа оваа иницијатива, и на седницата одржана на 23 март оваа година донесоа одлука со која 24 мај го прогласија за патрон празник на општина Делчево, а светите Кирил и Методи за патрони и покровители на општината Делчево. Редно е на овој свечен ден, на овој празник, да се подсетиме и за значењето на делото на самите просветители и за нивниот животен пат. Нашите, веќе можам слободно да кажам, покровители, учители, браќата Кирил и Методи или светите Кирил и Методи се родени во Солун во 9 век. Тие потекнуваат од угледно и познато византиско семејство. Семејство по кое имало повеќе деца, но најпознати се токму најстариот Методи и најмладиот Константин. Нивните родители биле побожни и затоа ги упатиле своите рожби уште од најрано детство во христијанството, со цел да им помогнат да ги применуваат возвишените христијански вистини во својот живот. Константин, уште од својата младост, се занимавал со списите на свети Григори Назарянзин и на Диониси Аеропагицки. Татко му го испратил во Цариград да продолжи своето образование во Императорското Магнаурско училиште, каде освен богословските науки се изучували граматика, аритметика, географија, астрономија и друго. Покрај овие науки, Константин учел и јазици латински, еврејски и сириски, но откако го завршил своето високо образование, бил назначен за библиотекар при црквата Света Софија, а потоа бил поставен за професор по филозофија во училиштето што го завршил. Тогаш го добил името Константин Филозоф. Што се однесува пак до најстариот брат Методи, постојат можни оскудни извори, меѓутоа според истите се вели дека тој се здобил со световно образование и се посветил на државната и воената служба. Бил надарен со христијански добродетелен живот и државнички и воени способности. Тој подолго време управувал со брегалничката област и придонел христијанството длабоко да се всади во македонската душа во тој дел на Македонија. За овој успех бил особено заслужен и неговиот брат Константин. Како високо образовани личности, на Кирил и Методи им биле доделувани многу тешки одговорни задачи од страна на византискиот двор. Најпрво били испратени во мисија кај сарацените во Багдад и Велика Моравија, со единствена цел да се христијанизираат сарацените, хазарите, моравските словени, бугарите, русите и други народи на исток и север од Византија. По нивната смрт, нивните ученици ја продолжуваат нивната работа и дејност меѓу словените. Двајцата браќа се почитувани во Источната православна црква како светци со титулата еднакви со апостолите. Во 1880 година папата Лав 13 ја вовел нивната слава во Римокатоличката црква, а Јован Павле II ги прогласил за ко-патрони на Европа. Преку нивната работа Кирил и Методи влијаеле врз културниот развој на сите словени, токму поради што ја добиле титулата апостоли на словените.
Тие се незаслужни за изумување токму и на глаголицата, првата словенска азбука. Браќата Кирил и Методи, охридските светители, чудотворци, учители и просветители, ползувајќи се со својот мисионерски метод, што имал за цел да им ја објави Божјата вистина на новите народи, почнувајќи ја нивната културна самобитност, до ден денешен останаа жив образец за Светата црква и за мисионерите на христијанската вера на сите времиња. Почитувани присутни, на самиот крај, на сите вас би сакал да ви посакам многу здравје и среќа, многу години чествување на патрониот празник, како што реков и претходно, верувам дека ќе го чествуваме со векови. Така вечна е и црквата наша и религијата наша. Во оваа прилика, како што истакав на почетокот, во име и во знак на благодарност од општина Делчево, од моје лично име, од граѓаните на општина Делчево, на главниот иницијатор за чествување на овој ден и прогласување на овој ден за патрон на градот Делчево, го повикува митрополитот Брегалнички господинот Иларион да прими свечена плакета за неговото добро дело. Би го замолил господинот Иларион кратко да ви се обрати, исто така околу значењето на самиот празник и да каже неколку збора во името на Македонската православна црква. Повелете, господин Иларион. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Советот, почитувани советници, почитувани сите присутни и првите соработници на градоначалникот, кои што ова наше барање го прибивте со радост и дозволивте денеска и небото и земјата да се радува, и земската и небесната црква, и нашиот Создател, и нашите учители и просветители. Се радуваме посебно затоа што овде во Делчево, покрај Брегалница, се враќаме наназад во 9 век, кога светите браќа, светите Кирил и Методи проповеда, поучува, просветува и приведува кон Христа, го отфрлаа паганизмот и ги учеа луѓето на вистинската вера, ги учеа луѓето на вистински живот во Христа. Токму затоа, во минатото, овде во овој град, заради нивниот култ, заради нивната проповед, заради нивната просветителска дејност, во ова место имало црква посветена на патроните на градот Делчево, на светите Кирил и Методи, кој што за жал, како што спомнав, од злобни луѓе богоборци, во 1961 година била срушена со цел дека сметале ако ја срушат црквата и ќе уништат верата кај луѓето. Верата никој не може да ја уништи на луѓето, затоа што верата ја посади самиот Господ Бог преку проповедта на светиот апостол Павле, кој што дојде во Македонија, во Филипи, да проповеда, а отока пак од нашата родна Македонија, татковина, која што Бог ја избра и ја благослови, да биде расадник за христијанството, оттука појде во Европа и христијанството, каде што сите луѓе се научија, оние кои што доброволно сакаа да го спознат Бога и вистинското Христово учење. Но Бог види дека тоа учење не е наше, дека е туѓо, односно проповедано на туѓи јазик, на латински, грчки и еврејски. Господ погледна дека за нас тоа е неразбирливо и создаде нови апостоли, односно вдахна дух во богомудрите свети Кирил и Методи и ги испрати на проповед меѓу словенските народи, за да го разберат и Словото, и Писмото, и спасоносната наука, Светото Евангелие, кој што е патокас на сите нас во вечност и кон Царството небесно. Како што спомна градоначалникот, посебно можеме да му заблагодариме на Бога што ете ги избрал родот наш, словенски, македонски, од македонско-словенско угледно семејство, од
родителите нивни родени, Лав и Марија, кои што ги воспитаа во благочестивата православна древна христијанска вера и кои што ги дадува на изучување не само на духовните, но и на световните науки, светиот Кирил со световното име Константин, кој што беше врвен ученик во Византиската империја, односно кој што беше ученик на познатите тогаш учители на световните науки Лав и на богословските науки на архимандритот Фоти, кој што подоцна стана и патриарх на Вселенската царградска патриаршија, кој што подеднакво ги гледаше сите православни христијани и кој што работеше за љубовта и единството на сите православни христијани. Токму тој патриарх, знаејќи силата и способноста и мудроста на овие просветители, ги исправити на проповед меѓу словенските народи, им даде задача да создадат азбука од 38 букви и да ги преведат сите богослужбени книги, се разбира и Библијата и Светото Писмо, за да го поучат словенскиот народ на свој мајчин словенски јазик. Тоа го направија овие апостоли Христови и како што црквата им пее на врховните првоапостоли Петар и Павле за спасоносната наука Христова, така денеска повторно црквата им пее на словенските апостоли, просветители и учители, како равни на апостолите и просветители и учители наши. Светиот Кирил го нарекува црковните отци втор златост и мудрост Божја. Сета мудрост Бог ја излеја во него и тој стана и мудар и премудар, кој што изобличи многу цареви во светот, многу владетели и кој што го одбрани својот словенски јазик за да биде проповедано Евангелието на словенски јазик, иако латините беа против учењето на словенски јазик, сепак мудриот Кирил го убеди и папата Андренијан први да и Светото Писмо го стават на престолот во Рим на црковнословенски јазик. После тоа и да богослужат на словенски јазик, разбирлив за сите словени. Нивната проповед не задолжи сите нас да го чуваме јазикот, да го чуваме говорот, да ја чуваме татковината, да го чуваме писмото, да ја чуваме и црквата. Бидејќи во Светата црква се роди јазикот, премудроста Божја, Бог им вдахна дух преку Светиот Дух да ја создадат глаголицата, првото словенско писмо, за да можат и славјаните православни преку него да се поучат за верата и вистината. Премногу не задолжи овие просветители и треба да размислуваме колку ние им возвраќаме и колку ние им се одолжуваме во очувување на единството, на љубовта, на мирот, колку ние се одолжуваме кон нив во зачувување на нашата древната татковина апостолска, колку ние се одолжуваме кон нив и колку кон мајката црква, која што постојано не просветува, не поучува, не приведува кон покаяние и кон спасение и која што не заштитува. Многумина ќе речат, црквата е надвор од државата. Не е така. Нашата црква, ако погледнеме во историјата и во минатото, во дадени моменти било и држава. Ќе ги спомнеме првите византијски императори, кои што се со македонско потекло, односно цареви, Светиот Константин Велики, кој што е со потекло македонско, Светиот цар Јустинијан, кој што го напише и правото, кој што и денеска се користи, кој што потекнува од Скопско, кој што Охридската архиепископија е подигна на ранг на помесна православна црква и која што беше една од 5 во православниот свет и која што одлучуваше за давање на автокефалност на другите помесни цркви. И многу светители, просветители кои што направија за татковината, како светите Кирил и Методи, како нивните свети ученици, светите Климент и Наум, кои што по смртта на светите нивни учители, поточно на светиот Методи, кои што почина во Моравија, се вратија во татковината во градот Охрид и создадоа прв универзитет на Балканот, каде што описменија 3.500 луѓе
и каде што она што го имавме ние во Охрид во 9 век, Европа немаше ни најобично училиште. Но сега самите сте сведоци дека светот не сека да признае дека оттука е и христијанството поедено низ Европа, оттука и просветата, и не негират и како народ, и како црква, сакат да не уништат, да не поделат и да не постоиме. Но Бог, кој што не создаде, не запиша во несветата книга и во вечноста во Библијата, Бог кој што не испрати апостоли, просветители и учители, тој ќе не чува до крајот на светот, бидејќи самиот при вознесувањето на денешен празник им рече на апостолите: не плашете се, јас сум со вас до крајот на светот и никој не ми може ништо. Но самиот Бог по некој пат ќе допушти да страдаме и да бидеме во робство, ако ние немаме љубов и единство помеѓу себе, бидејќи самиот тој ни заповеда: љубете се, секајте се, по тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици. Токму Господ Бог не чува и не пази и ни дава да обстоиме и да се сочуваме и како православни, и како македонци, а пред светот да ги покажеме нашите длабоки корења на нашата древната црковина Македонија, на нашата древна Охридска славна архиепископија во зопалена корицата на Македонската православна црква. Во овој миг користам прилика да го честитам празникот на сите просветни работници, на сите ученици, на градоначалникот и на сите луѓе кои што живеат во оваа општина, патрониот празник, и да се заблагодарам за донесената одлука, бидејќи сама општина Делчево во епархијата Брегалничка немаше покровител и заштитник, односно покровители и црковен духовен празник. Од денеска и општина Делчево ги има најзаслужните и најтрудолюбивите сесловенски просветители и учители наши, светите Кирил и Методи, кои што направија да бидеме познати во светот по се и по нашата писменост и култура, и светот да не познава како народ на просветители, како народ на учители и како боголюбив народ кој што сака да твори мир и љубов. Исто така користам прилика на градоначалникот и на сите луѓе во општина Делчево да им го честитам празникот, патронот на светите Кирил и Методи и прогласувањето на патронот во овој град од неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан, поглавар на Македонската црква и слободно можем да речем татко на македонската нација, поглавар на сите македонци кои што се во татковината, во поробените територии кои што се наоѓаат надвор од границите, и на сите македонци кои што се далеко преку океанот и во диаспората и во европските земји. Тој посебно се радува што духовниот живот во Делчево се возобновува, посебно се радува што еве ова година кога прославуваме 45 годишен јубилеј по возобновување на древната Охридска архиепископија, се возобновува и празникот на светите Кирил и Методи, а исто така, благодарение на градоначалникот и на неговите помошници, први соработници, ова есен ќе осветиме и малата црква, односно параклисот, кашталната посветена на Светиот Наум, каде што ќе се служи света литургија, а се надевам дека после осветувањето ќе продолжиме и на големата црква која што е започната пред 12 години, токму посветена на патроните на градот на светите Кирил и Методи, и таму таа црква ќе биде една од најубавите и најголемите во овој источен регион, која што исто така ќе посведочи дека не само што богослужиме во наследени стари цркви кои што се изградени во минатото кога нашите предци беа во робство, туку и ние градиме, осветуваме и посветуваме, а преку нив и ние постануваме жив храм Божи, црква Божја. Исто така се надевам дека во најблиска иднина ќе поставиме и мал параклис посветен на светиот Климент, ученикот на светите Кирил и Методи, патронот на нашата црква, токму на темелите каде што беше старата црква на свети Кирил и Методи, и со тоа во градот Делчево ќе биде издигната духовноста на сите наши просветители и учители,
на нашите духовници, на нашите молитвеници пред престолот Божи. Како и да зборуваат, што и да зборуваат, сите знаат дека овие светители се македонци и дека ние сме нивните наследници и ние го црпиме Словото нивно, преку нив ја добивме просветата, преку нив се утврдивме во верата и вистината и преку нив и со нив ги победуваме сите внатрешни и надворешни непријатели, го освојуваме Царството Небесно и живееме мирно и спокојно. Нека Господ Бог ви подари многу здравје, радост и напредок, нека ве сплоти и соедини како православни македонци и словени и дај Боже така сплотени и соединети да сведочиме за делото на светите Кирил и Методи, за нашата татковина, за нашето свето име, за нашиот идентитет и за нашата света црква, Охридската архиепископија во лицето на МБЦ. Уште еднаш честит празникот и за нову година.